Продолжуваме на тема млади, фокусни се младите. Во месецот кога многу деветоделенци и нивните родители се соочуваат со важна одлука каде понатаму, ние денеска ќе ви представиме едно средно училиште кое нуди на вистина нешто посебно. Станува збор за средното угостителско Лазар Танев од Скопје. Добро утро за Драгана Тасевска и за Никола Шаговски, професори по стручен предмет. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро е, најдовме. За почеток, што е она што го прави Лазар Танев посебен избор за младите кои сакаат да влезат во светот на угостителството? Значи, вака, многу ми намисла дека угостителството е само готвење и послужување, но вистината е дека угостителската професија нуди многу можности, нуди многу знаење, искуство и стабилна иднина. Значи, ние како Лазар Танев сме заедница која што градиме искуство, градиме пријателство, значи соработка и градиме самодоверба. Кои се конкретните насоки, колку класови годинава ќе се запишат? Ова година ќе се запишат 340, значи имаат можност да се запишат 340 ученици. Значи во нашето училиште имаме две струки, угостителско-туристичката струка и хемиско-технолошката струка. Во угостителско-туристичката струка, значи имаме 4 годишно образование, тоа се следните профили: угостителски техничар, техничар за наставни анимации, хотелско-ресторански техничар и хотелско-туристички техничар. Додека од 3-годишното образование имаме келнер, готвач, сладкар и пекар и месар од хемиско-технолошката струка. Ние сме единствено училиште во државата кое што има формирано менториран клас, значи учениците кои ќе завршат 3-годишно образование имаат можност да преминат во менториран клас и со тоа да го продолжат школувањето во 4-та година и ќе се стекнат со диплома од 4-ти степен. Така. Што би им препорачале на основците кои се двоумат? Што може да очекуваат не само од образованието, туку и од секојдневието кај вас? Така, кај нас секојдневието е значи многу интересно. Наставата не е досадна, во 2 дена во неделата имаат практична настава. Практичната настава се изведува кај нас во кабинетите и во реални услови, значи имаме соработка со многу хотели и ресторани и учениците праксата ја обавуваат таму. Така. Угостителството е професија што бара пракса и вештини. Да. Како изгледа една практична настава во вашето училиште, можеме да опишеме? Ние значи имаме кабинети по готварство, кабинет по пекарство, кабинетите се опремени со соодветна опрема. Имаме искусни наставници кои ја водат наставата. Се учи готвење на традиционални јадења, на модерни јадења, техники на угостителско послужување, значи декорација и презентација на храна и пијалоци, комуникација со луѓе, значи се она што им е потребно на идните ученици да станат нели професионални во својата струка. Така. Професоре, вие сте наред, така ми кажавте. Јас подготвив 8 прашања, кажавте 4 професорката, 4 јас. Овој пат јас испрашувам. Дали учениците имаат шанса за реална пракса или дури вработување по завршување? Реална пракса има кај нас во текот на наставната година, каде што одат во угостителските објекти, хотели, ресторани, пекари, месари, па дури одиме и пошироко, затоа што пред 2 години формиравме асоциација на средно угостителски училишта, мислевме на ниво на Балканот ќе биде, испадна многу поголемо и сега имаме 11 држави членки. Оваа година бевме во Београд на размена на професори, бевме во Бања Лука, наши колеги беа во Бања Лука, во Београд, треба да одиме во Опатија, исто на размена и треба да ни дојдат. Од Београд веќе беа во таа размена и сега очекуваме позив од братското школа во Београд за надпревар. Тоа најверојатно ќе се случи во септември, а ние во месец мај оваа година имавме отворена недела каде што нашето училиште е поврзано и вертикално. Сите ученици што сакаат да го продолжат учењето за да постигнат повисоки знаења, да можат да бидат подобри угостителски туристички работници, има тој менториран клас што го кажа колешката, доваѓаат професори од факултетите. Имаме соработка со сите факултети и во Скопје и во државата и наши ученици да таму и уште во 2 година веќе тие што имаат желба ученици
има можност да појдат да видат како е наставата на тие факултети и од факултетите доаѓаат кај нас да ги едуцираат, да им стане уште појасно на самите ученици како изгледа таа настава и како иде таа едукација. Да ги подготвиме за понатамошниот живот и работа. Има доста надпревари, настани проекти во склоп на сето тоа што го нудите како училиште, да. Во изминатиот месец, значи таа отворена недела кога беше првен, имавме работни состаноци и средби, симпозиум може да кажам, со факултетите. Еден ден, вториот ден беше со работодавачите на реалните работодавачи собственици, каде што тука присуствува и дел од министрите и дадоа целосна поддршка и во саботата како завршен ефект, односно работење, беше надпревар на угостителските објекти, каде што има своји експонати, своји сервирани маси. За пријатно чувство и чудо имавме сигурно преку 50 објекти што се пријави на тој надпревар и беше голема гордост за нас што во тие објекти беа нашите ученици поранешни кои што донесоа експонати да ги покажа што се доусовршили и што научиле кај нас, затоа што кај нас има високо професионални професори, каде што високо професионално ние ја предаваме материјата за да може учениците да ја сватат многу попластично, полесно и самата изработка во текот на праксата работиме со реални материјали. Така. И за крај од разговорот од двајцата, што би им порачале на сите ученици и родители кои ја разгледуваат вашата школа како опција за иднината? Да бидат паметни, да одберат струка со иднина и да ја започнат својата кариера, да ја градат со вкус. Професор, што ќе биде вашата порака? Иднината е во туризмот, иднината е во угостителството. Значи би препорачал, да појдам од самиот себе си, 35 години работам во реалниот сега во просвета. Значи, угостителството и туризмот и иднината пред се на младите, на државата, дојдете, нема да погрешите. Ви благодарам многу за гостувањето, ве пуштаме назад на работа, бидејќи сигурно денови ви имате доста активности, ако заврши и официјално учебната година. Само да уште една реченица, да им посакаме среќа на денешните матуранти, полагаат државна матура, денеска е полагање, да им посакаме на сите среќа и успех. Со среќа, сигурно е доста возбудлив денот за нив. Предвестите во 8 часот и дел од програмската понуда на јавниот сервис.